Добро вечер, почитувани дами и господа, каде и да сте, се надам дека сте вашите топли домови. После долг временски период се сеќавате заедно со моите лик тело, ремек тело, Боки 13, стендап колумна БИБ 13, па јас се потрудам да бидам многу директен во она што имам да ви го соопштам, поради тоа што од достатни политичари, уште подостатни интелектуалци дојдовте на тоа дереđe на кое што сте. Мојата вечерашна тема е сељаци. Па сега ќе се запрашате зошто токму јас зборувам за сељаци и веднаш ќе почнете да фрлате со дрва и камења по мене, поради тоа што вие сте навикнати на тоа, вие сакате да го каменувате моето име, дури имате желба тоа и физички да направите, али немате можност. Што е тоа сељак? Е првото прашање на кое што треба вечерва да разговараме. Многу мислители се потрудиле да објаснат што е сељак, но никој не го дал вистинскиот одговор, поради тоа што они се само едни обични сератори во празно. А јас, она што ќе го направам вечерва, ќе се потрудам да ви дадам вистински одговор на прашањето што е тоа сељак. Кога кажам сељак, не мислам јас на буквално сељак кој што се родил на село. Немам ништо против него. Сељак, жаргонски кажано, е некој кој што се роди било каде. Може да се роди на Бел двор, може да се роди у Скопје, у центар, може да се роди у Белград на Кнез Михајлова. Али сељак се раѓа. Неговите основни карактеристики, односно сељачките основни карактеристики се примитивност, анималност и кој каже за некој сељак од душа. Така да, со најпрости зборови кажано тоа е сељак. Јас, како секој досаден политичар, имам дека подседник, па да се подсетам преди тоа што ипак сум јас плавуш и не можам себе сам. Да, велио дека може би е стварно грешка што жаргонски, кога сакаме некого да навредиме и кога споменуваме некого во негативна конотација, викаме сељак еден. Може би е погрешно. И на самиот старт сакам да се оградам во ова моје јавно обраќање. Драги мој честен и поштен селанецу, респект за тебе. Јас вечерва се бавам со сељак, односно сељаци. Па да почнеме. Кои се главните карактеристики на денешните сељаци? Односно, рецимо, доколку некој не зна и прв пат излегува во град и сака да биде запознаен со тоа како се препознава и како се манифестира сељак. Тешко прашање, но има многу примери поврзани со ова прашање. Рецимо, јас сум скопско дете. Не го кажувам ова поради тоа што сакам да се курчам, него тоа е вистина. Јас потекнувам од стара скопска фамилија. Шетам јас низ мојот роден, напатен и тажен град Скопје, за жал, и во еден момент поминува едно брзо ауто, бесно ауто со некакви, немам појма, како се вика тие на тркалата, светат, златно, жуто, сребрено, сите бои. Поминуваат нормално, од турбофолк, гласно се слуша, и застануваат токму пред мене, а јас така фино, симпатично, нормално, малку по малку, арогантно, као секоја права дива, застанувам да купам цигари, шетајки по мојот град, со мојата права Шанел ташна, и, што да видам, од тоа ауто излегуваат два набилдени идиоти, и по два набилдени идиоти мора да идат уште две мали девојчиња со тенденција да станат професионални курвичиња. И, што се случува, кога ќе видиш такви, мора да имаат милион тетоважи. Обично на таквите тетоважи има по некаков верски символ. Дали е тоа крст, дали е Дева Марија, дали е Богородица, само се уште што не го ставиле Исус на она интимно место, поради тоа што веројатно такви бидат многу блиско до Бога. И кога ќе видите, значи, такви набилдани фраери со две мали девојчиња со прекратки сукњичиња, со тенденција да станат професионални курвичиња, тоа ви е првиот знак дека станува збор за новопечени сељаци. Значи, кога кажем новопечени, тоа значи дека имаат стекнато некакви финансии, под сомнителни околности, иако јас сум прогласен за number one криминалец во Република Македонија, но, ајде, мене
mi je dozvoljeno sve, pa tako da nema da se bavim sa sebe, iako mnogo je pointeresan da izboram za sebe, ne razboram za seljeci. Ali koga već ne odbrala temata, moram da je završim. Znači, karakteristike za всеки seljak su dobra kola, obavezno za temneti crni stakla, se tripува da se dek se kriminalci samo otvarat malko prozor, za da može samo tepkata da proviri. Obavezno žvakat maste ki se otvore na usta, misle дека тоа е ин. Гледат на реклами Орбит, мисля дека така треба. Гласна музика, тоа Цеца, Сека, Алекс и Жиза, тоа обавезно иде, по дефолт. Мислам, Благица Полска не знам дали ја пушта. Маш селјак обавезно им е стетовирани, као што реков пред малку, верски символи на себе, поради тоа што секој маш селјак има тенденција да стане криминалец. Поради тоа што не може да биде криминалец, онда е полукриминалец. Или популарно е сега сите селјаци да шмркаат кокаин. Поради тоа што веројатно кога ќе дојдат до првите пари, слушнале дека некаде е интересно да бидат ин и да бидат кол со дрога и така да секоја втора будала во Скопје е надрогирана. И оние кои што мисли дека не се надрогирани, се надрогирани. Многу спортисти се дрогираат, само ќутат. Да нека кажам нека следна прилика. За жена селјак. Мора да има најкусо халинче кое што постои, тоа се вика народно кажам допичњак. Значи мора да има такво фустанче за да биде она кул. Мора да има жуто, зелени, не појма какви штикли, за да мисли дека е исто кул. Жена селјак во денешно време има тенденција да стане пејачка, да стане водителка, да биде популарна звезда на ТВ. А оние кои што не сакаат да се бават со јавна работа, се селјанки жени, онда имаат тенденција да станат или спонзоруши, или модерно кажеме старлети. Па сега, ако се препознавате во ова, се што кажете, ја се извинувам, али такви сте, не ве направив, ја ве направиле по дома. Како да убијам селјак? Онда не треба, онда 80% од Македонија не треба да има, ако во буквално смисла, во поим како да ги убиеш, онда само да ги игнорираш. Селјаците највеќе ги боли кога ги игнорираш, кога не постојат за тебе. Поради тоа што стварно не постојат. Посреди постојат чим се бавам со ова, али мора некој сумир да... Со Кока-Кола се чистело веќе школка и тоа многу успешно. Абе, само го места човеков, не друго, сега пак е дужен да искочи по ова телевизија, ќе го слушнеме, например, следново. Абе, јас знаете што сум за вас? Знаете што? Јас сум до место за вас. Мистер Мускулово. Да. Смете се, на крај ја ќе се смеам. Озбилен сум. Не е ова за ебанција. Не. Сега јас ќе го испитам твојот анус и ќе ги проверам цревата, ќе ти направам колоноскопија. Викам, ќе ми направиш шо? Каква колона у газот ќе ми направиш, докторе? Немој да се плашиш воопшто, нема да те боли. И само што кажа така, луѓе кои извади едно апаратче со намотана сајла на него цирка 15 метара. А на врвот на сајлата имаше едно окце. Хајде сега, момче младо, ти легни тука бочно, а јас благо и нежно со сондава ќе навлезам во твојот анус и ќе ги проверам цревата. А јас ето тоа додека го работам, ти ќе можеш тоа да го гледаш на ова екранче овде. Само немој да се плашиш ако сликата се зацрни, тоа значи дека сме налетале на некоја тулумба, да не кажам говно. Нели се работи за анален отвор, само релаксирано. И ја, пошто логиката ми е појака страна, одма ја врзуем работава и викам, докторов сака да ми ја уштека оваа кабелскава у гзов и да гледа директен пренос на ова екранче во горе. Значи, отиде невиноста на стари години и тоа у директен пренос ко на Олимписки игри.
Прво падна крв, после дефлорација и на крајот гзот ќе ти влезе у промет. Само шо ако ми се уарни? Добро, викам, ако се мора, здравје е у питање. Ја легнуем бочно, он ми ја мести сондата позади и само онака жбрц. Не дишам. Он уште толку жбрц. Еј, докторе, бе. Па ова е било супер, бе, ич не болело, бе. Песна. Уште да запеам и Евровизија да врши директен пренос од аналите. И таман мислев ќе поминам со лесно леле која почна да шета со тоа змијата под цревата. Абе, луѓе, кога ме обли една студена пот, викам, чекај бе да станам од креветов да заминам, али тогаш ми текна дека у гзов имам инсталирано 3 Max и дека покрај слика и тон можам и да сурфам по тоа кабелот. Неговиот народ у Пакистан, само што е најбогатиот и најпаметниот, него они се толку среќни, меѓутоа и дужни на овој мистер Мано Негро, бидејќи он се заложил за нив многу, а исто така со уште 2-3 трнци у владата горе што се заложувале, значи да видиме кои се тие. Едниот од нив е, фала Богу, министер без ресор, па си го немаме видено 6 месеца, се води као позиција зема на влада, а другиот е директор на за гасење на цигари. У последново лето 2, 3 до 4 нешто учинокот му е слаб, не може за тоа гаснењето нешто послабо има, па ми отиде пола Пакистан. Ама нашиот народ сепак е среќен. Многу е среќен и задоволен, неговиот осмех не може од уста да го симне. Па да дојде ова што се овие од Европа горе да видат што е тоа убајна, како овие наши овде представници на малцинства го тераат нашиот народ едноставно да блика да сјае со среќа. Да. А сега да може ја еве предлагам да погледнеме исто така еден пресреќен гласач кој е припадник на Кока-кола, мистер Мускуло. Поđu. Од каде свего наоѓате ова старо железо? Од Струга, од селото. А сите села. А луѓе си земат џубрината. Чекај, уште еднашка, убавачка. Ајде, размисли малце, што да кажеш и... Од каде све го собирате ова старо железо? По Струга, по село, сите градови. Сите села. Луѓе од џубрина си земат џубрината. Дали е сплатлива ова работа? Платено е. Колку да сега има собрано старо железо? Малку поче. Колку тоа? 10 тона. Дали луѓето ви прават проблеми при собирањето на железото или се задоволни што им го чистите џубрето? А џубрето си симе, ти е далеч. Дали им наплаќате или па? Не. Од каде се го набавувате ова старо железо? Од Струга. Од селата. Од сите села. Олуѓето. Поле, размисли што ќе кажеш, што да кажеш и ќе кажеш. Ајде, почне. Од каде се го набавувате ова старо железо? Од Струга. Од сите градови, пријателе. Олуѓе.
Дали ви прават проблеми самите луѓе при собирањето на старо железо или пак они се задоволни од тоа што им го собирате ѓубрето? Ѓубрето собираме тие, да бе. Испатлива ли оваа работа? Платена е! Колку ѓубре собравте денеска? Поеќе. Колку поеќе? 10 тона. Дали им наплаќате за услугата што ја вршите ли? Не. Добро, што се смееш, мада што се смееш. Се смееш. А сега предлагам да видиме каква е структурата образовна на неговото малцинство, заблагодарувајќи му се повторно на неговите заложби и труд. Значи, со второ оделение имаме неколку магистри, неколку оделение лалда име, тие веднаш ги ставаме за градоначалници, затоа и толку малку до душа си ги имаме. А со четврто оделение ми кажуваат дека веднаш испраќа чартер лет од тука до Швицарска, право уцен, кој го стават за нешто за истражување на овој, како го вика, Хигсовиот бозон. Многу е, нели, научно и сепак. А сега би предложил исто така да погледнеме една да му го погледнеме една ѓурачка вежба, каде еден од припадниците што се регрути во меѓувреме му заборавуел да дише. Од другата страна и свирнав, дојде тука, го гледале и дојделе полиција, нешто ги го земале. Да, у вода у средина тука. Беше и никој не влезе, после дојда полиција, подворници, ја да го вадиле човек. Од Саваје.